Еве не повторно назад во студиото, продолжуваат содржините на Македонија наутро, а овој блок го започнуваме со ново гостување, односно ансамблот за народни песни и ора Скопје одбележува 30 години постоење, така што во продолжение разговараме со Слободан Наумовски, уметнички раководител на ансамблот. Зборуваме за нивната долгогодишна традиција, за воспитувањето на децата преку фолклорот, настапите и турнеите во земјава и надвор и секако за афирмацијата на македонското музичко културно наследство, но секако го најавуваме и нивниот концерт кој што ќе се случи на 21 февруари во Националната опера и балет. Добро утро. Добро утро. Што за вас значи 30 годишен јубилеј? 30 годишен јубилеј накратко значи една ретроспектива на све она што сме го направиле во изминатиот период, кој за жал во Македонија и за културата и не се баш убави времиња, значи да се опстои 30 години на културен план, на одржување на таа традиција, на музиката, на играта, на фолклорот, си дава уште поголема тежина на самиот јубилеј 30 годишен на ансамбл Скопје. Верувам дека подготвите се во полнек за концертот на 21-ви, така што се ќе содржи самиот концерт, што ќе понудите? Подготовките се веќе се при крај, дури во сабота сме малтене и спремни. Ние нашиот јубилеј го поделивме на два дела овој пат, бидејќи има повеќе групи и членови во ансамблот Скопје, се преку 300. Ние во декември дадовме, фактички нас јубилејот ни е 2025 година. Меѓутоа, бидејќи бевме лимитирани со време и простор, го поделивме на два и во декември минатата година го дадовме со помалите наши членови. Во Театарот Комедија дадовме концерт јубилеен исто 30 годишен, а овој сега во февруари го оставивме за сите оние што некогаш поминале во ансамблот Скопје и така ни беше замислено од најмало до најстаро. Значи ќе има и ветеранска група, ќе има првата елитната група, ќе ни бидат гости детските групи на нашиот концерт, нормално ќе имаме естрадни уметници, Зоица Лазо и Наум Петревски ќе бидат гости на нашиот концерт и се надеваме на добра забава. Така. Па добро, 2025-то сега било тоа. Во декември сега влеговте веќе во 31-та година, но и заслужувате цела година да се слави реално 30 години, не се малку. Не се малку. И навистина македонскиот фолклор го заслужува сето ова. Колку е важна улогата на оркестарот и придружните групи во програмата? И во самото име на нашиот ансамбл стои ансамбл за народни песни и ора. Значи ајде да ја споиме важноста. Македонскиот фолклор е незамислив без оро без песна или песна без оро, така да оркестрот е секогаш составен дел од што и да се случува, тие се и тој темелот за одржување на македонската песна, на изворната традиција што ја повлекува и самиот фолклор сам по себе, така да без нив ништо. Така. Како ги подготвувате најмалите кога станува збор за вакви настапи и концерти? Сигурно сакаат да учествуваат, тоа е без сомнеш, меѓутоа околу самата подготовка, како ја градите всушност и имате самодоверба преку ваквите настапи? Кај младите е секогаш желбата многу поголема. Секогаш она што е ново, што е прво, што е за нив најинтересно. Меѓутоа, принципот на работа не само кај нас, верувам и во останатите ансамбли, се темели на тоа да се започнува од најмала возраст, па се напредува и се оди во првиот ансамбл, да речеме. Меѓутоа, со самите почетоци, од самите нивни први проби и први настапи, принципот на работа кај нас играорците е таков да влегуваат во еден систем на вредности, влегуваат во систем кај што се почитува хиерархијата, се почитува редот, се почитува традицијата, се почитува културата, така да ние и немаме некој проблем кога се дури и они по 200, по 300 на сцената, кога ќе се изменат, секој си го знае своето место, секој си го знае својот ред, така да со нетрпение ги чекаме тие таквите масовни настапи и секако е тоа и промоција и за нив, за она што го научиле и што го во текот на годината со работата. Сега младите се доста важни. Каков е интересот за изучување на македонскиот фолклор од страна на младите и како ги мотивирате да бидат дел од ансамблот? Тука морам да бидам малце песимист, за жал во последниве години интересот за македонскиот фолклор, поготово кај машката популација, е многу намален. Девојки сме имале секогаш, верувам и дека ќе имаме. Меѓутоа, тука би сакал да го пофалам и средното училиште
Илија Николовски Луј кој е неколку години наназад ја отвори таа паралелка за етнокореологија, што на некој начин и почна да го анимира фолклорот помеѓу помладите помладата популација. Мотивацијата секако се настапите и патувањата. Тие се и резултат, да речеме, на све она што е сработено, на све она што можеш да го прикажеш кога ќе излезеш надвор. Да, секад важеше за тоа дека луѓето кои што нели знаат фолклор, играат фолклор и имаат таа привилегија не да шета, да не се разбереме погрешно. Па не се разбереме, и привилегија. Шета, да, привилегија, меѓутоа од една страна и голема одговорност за самите луѓе, не се толку опуштени при патувањето бидејќи презентираат култура на еден народ и одговорноста е исто како и кај спортистите кога да представуваат Македонија. А дека се шетате, се убаво вие. Да, за среќето ни заслужено, тоа ни е една од придобивките, меѓутоа одговорноста е секогаш поголема, затоа што треба се представи она што го носиме како корен на нашето битие, на нашето постоење, најубаво да го презентираме таму каде што негде можеби не препознаваат. Меѓутоа за среќа фолклорот многу добро го препознаваат надвор, можеби повеќе и него дома. Дома што го цениме, многу повеќе. И тоа мораме да бидеме гласни. Јас пред некој ден гледав еден шведски хор како ја пее Скопје од Владко Стефановски Лепи Сол. Мислам, пеат, не е еден пример, такви примери има многу. Меѓутоа на нас е што сме во фолклорот или во музиката или било што да работиме, да одиме напред и тоа да го подигнеме на некое повисоко ниво за да може полесно да не препознаваат и верувам дека ќе истраете во борбата бидејќи навистина не запоседна кичот и шундот. Тоа е факт и од тоа не можеме да бегаме. За жал, меѓутоа ние го имаме нашиот план зацртано, ние од тој пат не отстапуваме. Поддршката од медиумите ја имате. Поддршката, благодарност за вашата матична куќа е огромна, не само сега и секогаш и претходно, не пратели по гостувања на турнеи, да, благодарни сме на тоа. И се е тоа во прилог на промоцијата на македонската култура, македонскиот фолклор и култура, да. Ги споменавме неколку пати турнеите и всушност тоа е навистина еден огромен удел од самиот ансамбл во изминативе 30 години. Сигурно сте пропатувале сегде. Така што колку е значајно тоа за афирмација на нашата музика, секако фолклорот и меѓутоа оние врски кои што се воспоставуваат и контакти, затоа што можеби една од мотивацијата и шетањето, но и луѓето со кои што се запознавате и особено новите генерации остваруваат. Тоа е бесценето, претпоставувам исто така. Првиот мотив секако е шетањето, да се прошета, да се види нешто што не може ни една туристичка агенција како аранжман да го направи. Значи тоа е прецеп. Меѓутоа, оние контакти што се воспоставуваат таму на самите фестивали, на самите гостувања надвор, размената на искуства на различни култури, на различен начин на живење, ако сакате веќе, е нешто непроценето. Тоа си лично кај мене се основните мотиви на тие гостувања, да они што чуле, не дочуле, а можеби воопшто не чуле, да им ја доловиме Македонија, македонската песна, македонската игра на вистинскиот начин. И верувајте кога ќе видите после известно време како им е сменет чипот во мозокот на тоа како гледаат на работите, е уште поголема сатисфакција за она што е сработено и што е направено. Околу уписи, нови членови, како можеме да информираме? Уписи кај нас генерално не постојат фиксни како во учебна година. Меѓутоа, секогаш на почетокот на учебната година, септември, нели е некој период кога доаѓаат нови деца, нови ученици и уписи се постојано. Но може и ако некој ден сака тоа да го направи, да се информира, да ви се секој што сака да игра фолклор е добре дојден. Така, и само за крај, фактите уште еднаш за концертот 21. Концертот ќе биде во Националната опера и балет сабота 21 февруари од 19:30 часот и еве прилика да ги поканиме вашите гледачи и сите заљубеници во македонската песна и игра да бидат наши гости. Ветуваме добра забава. Благодариме. Благодариме за гостувањето, нека ви е честит јубилеот да траете уште